Стадион. Емисија за вашата вистина. Да, благодарам на можноста. Јас наистина немам намера да влегувам во полемики или во дуели. Всушност мислам дека ќе имаме прва можност во собрание да соочиме многу аргументи при првата можност кога ќе се разговара за оставка на оваа влада, евентуално избор на нова влада или предвремени парламентарни избори, што мислам дека е најверојатното сценарио. Мислам дека и дополнителни работи ќе можеме да соочиме како аргументи. Но, она што можам да го кажам се еден сублимат на работи кои што се познати, а тоа е дека ВМРО-ДПМН и опозицијата на 31 октомври однесоа убедлива победа на локалните избори, најголема победа која што било која опозициона партија било кога ја освоила на локални избори, да ја потнам јавноста дека ВМРО-ДПМН освои 42 плюс 2, значи 44 градоначалнички места, сега се може освои само 16, со што комплетно беше делегитимиран да само и оваа влада актуелна и вечерта Зоран Заев најави оставка. Во нормална држава оставката се најавува и се поднесува во истиот момент најдосно одредента. Ние се очевме со една ситуација каде што Зоран Заев сакаше да ја изигра таа своја изјава и некаде веќе 4-5 дена немаше намера да ја поднесе оставката и затоа се инициираше една иницијатива со која што требаше да се соберат 61 потпис, колку што е потребно да се соберат со цел да се изгласа недоверба на владата. Тоа што она што сакам клучно да го потенцирам и за што сум благодарен е дека главни иницијатори, односно иницијална каписла за собирање на потписите за недоверба на владата беа од политичката партија БЕСА. Затоа што политичката партија БЕСА доскоро беше дел од владата, имајќи предвид дека однесе убедлива победа во Тетова, дека во Желино на маса се обидува да ги одземат победата со одлука на Државната изборна комисија, кај нив постоеше револти, сметаа дека оваа влада нема легитимитет. Во иницијаторите беше и Кастриот Реджепи, во тие главни? Да, тоа е јавно познато, дека се собраа 61 потписи, дека потписот на господинот Реджепи е точно 61. Тоа може да се види на официјалната веб страна на собранието, сега да има фија камера или да веб таму ќе покаже и потписите, но тоа е јавно познат факт, нема што да спориме околу таа работа. Така што потписите се собраа во текот на деновите четврток и петок. После тоа ние дадовме рок на Заев да се го одржи зборот. Ова е една работа која што некако малце се комуницираше, имено излевовме во саботата и рековме Заев рече дека ќе поднесе оставка со цел да не водиме целата оваа процедура во собранието и да не ја мачиме јавноста, нека се го одржи Заев зборот. Му дадовме рок до понеделник до 2 часот да ја поднесе оставката и кажавме доколку не ја поднесе до 2 часот, во 2:30 ние ќе ја поднесеме иницијативата. И Заев кукавички избега од целата работа, односно не ја поднесе оставката и во 2:30 како што ветивме, ние ги поднесовме потписите. Јас одржав пресконференција на која што најавив дека потписите ќе бидат поднесени со цел да се изгласа недоверба на владата. Седмицата си беше најнормално закажана за четврток или 3 дена по поднесување на потписите и единствената индикација дека можеби нешто некој од пратениците би се премислил беше во однос на еден друг пратеник, тоа беше пратеникот Скендер Реджепи, кој што имаше своји несогласувања во однос на луѓето кои што се подпишани, начинот на кој што е направена таа работа, иако и самиот беше подпишан. И по мене човекот принципиелно, честно ги кажа своите ставови во јавност. Успеавме да тие работи ги надминеме, да поразговараме помеѓу себе, да најдеме заеднички јазик и во средата попладне и тој и неговата политичка партија Алтернатива излегва на пресконференција и кажа дека ќе гласаат за недоверба на владата. Он ни еден друг пратеник немаше никаква индикација до нас, ни пола збор буквално, дека би можеле да го променат своето мислење, што во најмала рака е нечесно, затоа што ако заеднички поднесуваме иницијатива и ако заеднички влегуваме во еден проект на гласање на недоверба на владата и ако во меѓувреме да веруваме дека некој го променил мислењето, минималната работа што треба да се направи, минимум честната работа е да се информираат партнерите за таа работа. За жал видовме на друга ситуација, една ситуација каде што пратеникот не се појави во собранието и која што наликуваше на латиноамерикански филм
на онаа позната плата од Пломо на Пабло Ескобар, каде што веројатно се е добила понуда сребро или олово, затоа што нема ни една друга логика зашто се случи тоа што се случи, а претходно не беше најавено или во најмала рака не беше образложено во текот на денот, или во рамки на собранието на собраниската говорница, или во собранието на пресконференција, или пред собранието на пресконференција, или ако сакате, било каде во Скопје, во било кој хотел, просторија или било што, каде што можеше да се закажи една обична пресконференција, ако некому било страф од нешто, и да таму се одржи пресконференција и се каже, јас денеска нема да гласам за тоа што тоа и тоа. Се останато не држи, но јас ќе застанам тука и не би коментирал дополнително, мислам дека македонската јавност е многу свесна и никој не може да ја потценува јавноста, а всушност најголема жртва на тоа што се случи е самиот Зоран Заев, затоа што до вчера пробуваше да ја одлага оставката собствена, но вчера веројатно свати дека не може да оди против јавноста и се нафати на тоа да ја поднесе оставката, па прават сега една на рап на вкус ситуација, каде што знаат месец дена веќе дека ВМРО има закажано конгрес на 12 декември, па сите возможни датуми за избор на председател на СДСМ го бидеат токму датумот на кој што ВМРО закажува конгрес, што е немање минимум политичка култура и достоинство. Само да ја прашам за претендентот Ковачевски, Димитар Тачи. Се знаете ли, имате ли, какво мисли имате за него? Видете, јас не секако ние сме во јавен живот, не е тајна дека се знаеме, не можеме да речем дека сме пријатели, но се познаваме. Тоа си работа на СДСМ. Јас секогаш сум кажувал, ќе кажам и сега, кој ќе биде председател на СДСМ, треба да се избере членството на СДСМ. Кој ќе биде раководство и председател на ВМРО-ДПМН, треба да избере членството на ВМРО-ДПМН и органите на партијата. Последна работа што имам да ја правам е немам намера да се вклучувам во коментари за тоа што се случува во СДСМ во однос на избор на председател на партијата, која ќе дојде за избор на влада, тоа е веќе друго прашање, тоа е за цела држава и мислам дека обидот кој што го имаше Зоран Заев да инсталира раководство по мерка во ВМРО-ДПМН треба да е последен обид каде што ВМРО-ДПМН се обидува да се меша во СДСМ и обратно СДСМ се меша во ВМРО-ДПМН, затоа што нити СДСМ успеало да наметне било кога раководство по своја мерка во ВМРО-ДПМН, нити тоа ќе се случи во мината. Така што нека се одлучат членовите на СДСМ што е најдобро за нив. Николовски, само уште едно нешто за ова не беше навреда заради европските вредности, европските цели, европските перспективи, Реджепи го напушти тоа мнозинство што вие го градевте. Не, видете, навреда не е. Јас почитувам секој да се донесе одлука таква каква што мисли дека треба да донесе, но овдека е целиот процес на носење условно кажано на таа одлука проблематичен, затоа што кажав дека немаше никаква индикација до тоа утро дека нешто ќе се случи и самото тоа покажува дека целата ситуација е народски да се изразаме матна, односно дека Па може би и обратно се криел за да не му сторите нешто, во тајна се држало тоа. Да не му правите притисок. Не, како може опозиција да стори било кому било што. А кажам, еве, и да е така пресконференција може да се одржи во Холидин, во Александар Палас. Значи има начин како да се искомуницира со јавноста, а тоа да изгледа пристојно. Но, очигледно овде други работи се случувале, времето ќе си ги покаже работите. Кажав, најголем губитник од целата оваа работа е Зоран Заев, затоа што насила власт не се држи. За крај само. Олово или сребро? Го употребихте тој термин. Олово, жив и здрав е, Реджепи, колку сребро? Тоа јас не можам да одговорам. Треба да одговорам. Мислам дека Имате ли Повелете. По политичка организација може така да малце подетално зборува за одредени работи. Благодарам, Александар Николовски. Стадион. Емисија за вашата вистина.